Добро вечер, сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе може да гледате вечерва, почитувани гледачи. Дали власта ќе успее да ги скрши докторите или на крајот сепак докторите ќе изгледат како победници во таа битка со шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН, министерот Никола Тодоров? Дали изјавата на Сали Бериша треба да се толкува како повик за обединување на сите албански територии? Дали по примерот на Србија во Македонија се појават попови и оџи со калашникови? Дали тајните служби на нашите соседни држави работат на дестабилизирање на Македонија? Повеќе од 10 дена трае штрајкот на македонските лекари, почитувани гледачи, и тоа не е ништо неочекувано, бидејќи ВМРО ДПМН веќе подолг временски период со прст покажа кон македонските лекари. Некаде пред 7 години Владко Ѓорчев, кој тогаш ВМРО ДПМН беше опозициона партија во Република Македонија, држеше пресконференции пред домовите и пред куќите на врвните македонски лекари, кои ги обвинуваше дека незаконски се збогатиле на грбот на граѓаните. Некаде пред 5 или 6 години кога ВМРО ДПМН освоја власта во Република Македонија, тогашниот и сегашен директор на управата за приходи господинот Горан Трајковски исто така ги обвинуваше професорите на универзитетот и врвните лекари дека со корупција направиле огромни количества на богатство. Токму во тие два ресори Никола Тодоров беше министар за образование и министар за здравство, и токму поради тоа овој штрајк во здравството воопшто не треба да се третира како една обична синдикална борба. Ова е многу повеќе од синдикална борба. За жал и вие влеговте во тој филм, не знам колку свесно, колку несвесно. Да, за жал постои тој аспект, и тука можам да кажам една стара кинеска пословица дека не е опасен човек кој не прочитал ни една книга, туку е оној кој прочитал една книга. Значи, површноста во делувањето на овој министер доведе до овие проблеми. Значи, тоталното непознавање на секторот, а во исто време многу агресивно делување и наметнување на некои политики, програми, пред се бесправно наметнати, а второ неадекватно, доведе до оваа реакција и до овој штрајк. Во изминатите 20 години, значи имало влади на ВМРО, имало влади на СДСМ, и секоја се внимавало помене на два ресори. Тоа било образование и тоа било здравство. И кога ќе видиме кој све бил министер за здравство, професор Тофовски, па Оровчанец, па не знам овој, па не знам, значи тоа биле секојаш врвни имиња во делот на здравството, или кои биле министри за образование, Гале Галев, не знам Саво Климовски во комунизмот, не знам Бајледжиев, Софија Тодорова и така натаму. Значи секоја се внимавало дека во тие два сегменти, во тие два ресори се става човек кој на некој начин ужива авторитет и кај високото образование, и ужива авторитет и кај делот на лекарите и на високото здравство. Сега се става човек кој едноставно главна референца му било дека бил на некој штрајк 96-7 година против правата на албанците, или бил некој експерт црн пояс во џиу-џицу или не знам што, под катастер се носи во Министерство за образование, под Министерство за образование се носи во Министерство за здравство, се плаша на крај ќе го однесат во НАСА, па може некои свемирски програми ќе почне да кажува како треба да се прават во Америка. Значи овде е класично ниподаштавање или на некој начин омаловажување на два сегменти кои се кичма на секој општество. Тоа е високо образование и тоа е високото здравство. Така. И историски, ако гледаме од кога постојат пишани документи за држави и за организација на држави, тие два сегменти се вистина кичма на секоја држава. И од Асирија, ако погледнете, тоа е така. Вавилон исто така. Зашто се крши кичмата на државата, мене не ми е јасно на вистина. Затоа што ова нема друга цел, освен да ги упропасти системите јавни. Значи, оние кои се за граѓаните. Може има друга цел. Да се втера страф. Бидејќи ако се втера страф во високото образование и во високото здравство, кои биле секогаш на некој начин тие плодни почви кај што првично почнува против секоја власт да се говори, да се бунтува, да се гунжа, да се кажуваат одредени работи, тогаш многу ви е лесно тама некаде во Газела или во било која друга фабрика кај што луѓето работат за грчки гази за 5-6 денари, вие да тренирате страф. Ако ве скршат вас, како што ви скршија професорите во високото образование, завршена е работата. Да. Тоа е вистина. Меѓутоа мислам дека овој пат дефинитивно нема да има кршење. Мислам сите сме сведоци дека се врши организирана кампања, поготово против лекарите, поготово против јавното здравство.
Ја би сакал и министерот ако може да искочи за цифри, колку и пред неговиот мандат се потрошени пари на осигурениците за тие цели. Јас ви гарантирам дека не се работи за под 30-40 милиони евра, вклучително и пиарот кој се плаќа за совети на министерот и така натаму. А тука во нашите барања говориме за многу помали цифри за да се задоволат од што ние го бараме. Ете, докторе, вие не сте наивни луѓе. Вие не сте неинтелигентни луѓе. Напротив, сте и многу изврезирани, многу паметни и вие знаете дека ќе се рекувате против Никола Тодоров, кој зад себе има поддршката не само на премиерот Груевски, веројатно туку на најмокничот во Македонија, тој е шефот на ДБК Сашо Мјалков, и кој е шеф на изборниот штаб, значи избран да биде шеф на изборниот штаб на ВМРО-ДПМН за следните локални избори. Вие знаете дека ако истркувате против тој човек, дека прво тешко ќе може да однесете победа, а второ, ако го победите тој човек, вие де факто испраќате сигнал пред целата македонска јавност на неколку месеци пред локални избори. Значи, не сакам да политизирам, туку сакам да дадам еден шлагворд на тезата и на прашањето. Значи, испраќате порака врз целата и кон целата македонска јавност дека не е опасно да се протестира против ова влада, дека можете да ја покажете заби на ова влада и да ги добиете резултатите што би посакувале да ги добиете, ако ви успее штрајкот. Затоа сметам дека ќе биде направено све да биде скршен штрајкот, бидејќи ако штрајкот не биде скршен, ќе биде скршен стравот на граѓаните во однос на оваа власт. Да, тоа што кажувате е реално. Меѓутоа да кажам дека овој штрајк има и ќе има исклучиво професионални мотиви. Значи се работи исклучиво за фелата, исклучиво за заштита на докторските права и на здравствените работници и заштита на правата на пациентите. Значи затоа овој штрајк нема никаква политика, нема идеологија, верска, национална, ништо тоа. Исклучиво доказ за тоа е што членови од сите партии учествуваат во овој штрајк, членови од сите вери, од сите народи. Понатаму, значи ние укажувавме многу долго, имаме многу обраќања до министерот, имавме и преговори со министерот, каде покушавме да се решат овие проблеми, да се најде модус, да се најде решение. И штрајкот е начин на барање на решение, без намера да наштетиме на владата. Меѓутоа, не смееме да дозволиме да бидеме погазени и како луѓе, и како професионалци, и да бидат погазени нашите пациенти, односно граѓаните на оваа земја. Тоа како интелектуалци, како професионалци не смееме да го дозволиме. Па која сака нека е влада во прашање? Гледате, господин Ставрич, примерно имаме 3 штрајка. Едниот штрајк е на вработените во основно образование. Тука гледате како беше искршен тој штрајк, тогаш беше начело на синдикатот, ако не се лажам, Дојчин Цветановски. Значи навечер одеа луѓето од владеачката партија тропаа на вратата на наставниците кои биле вработувани од таа иста владеачка партија во времето на нивниот мандат и те луѓе го напуштаа штрајкот. Да. Значи точно си ги одбра луѓето кои се вработени од ВМРО-ДПМН и тие беа штрајк брехирен на некој начин и беше миниран тој штрајк. На крај мораше да легне на брашно Дојчин Цветановски и заврши така како што заврши. Со високото образование беа побрутални. Значи оде на лични дисквалификации, значи на лично омаловажување, бидејќи вие точно можете да кажете за професор на правен факултет се и се што не можете да кажете за некој учител, не знам, во Ново село Струмичко. И на крај голем дел од нив и завршива процесот на лустрација. Значи намерно, свесно, спакувани така натаму и така натаму. И се доаѓа штрајкот на професорите во здравството. Јас се плашам дека оваа власт нема да застане тука и дека ќе оди до крај и кон вас, дека ќе проба брутално да го искрши овој штрајк. Вие постојано најавувате радикализација на штрајкот и јас постојано се поставам прашањето што може да биде таа радикализација на штрајкот. Значи тука се согласувам потполно и само ќе додадам дека веќе се случуваат тој вид на притисоци и во овој штрајк. Значи со лични закани, со условувања, со претни закани и неофицијално и официјално, па и од позиција на директори и менаџери кои ги водат установите, се случуваат овие закани, меѓутоа овој штрајк е генерален штрајк на лекарите во јавно здравство и е масовен. Значи секаде имаме од 70 до 90% излезност на лекарите секојдневна. Очекувавте ли таква масовност? Не очекувавме. Оваков амбиент. Оваков амбиент. Очекувавме. Како што велите 70 до 90% од лекарите. Да. Тоа е процент. Тоа е бројка кој апсолутно му дава легитимитет на овој штрајк. Значи секој штрајк е легитимен. Секој синдикат е легитимен и има право уставно да штрајкува.
А ова му дава апсолутен легитимитет на овој штрајк. Добро, ќе биде ли скршен штрајкот во моментот кога првиот доктор кој штрајкува ќе добие отказ од работа? Дали тогаш може да биде скршен штрајкот? Не верувам, затоа што мислам дека кога ќе се случи тоа, а има најави да се случи од понеделник, ќе има една уште помасовна реакција. Значи, текот на настаните до сега покажа дека со зголемувањето на притисокот од страна на Министерството, покрај тоа што го игнорира овој штрајк, а го третира, значи, со класични полициски методи и така натаму, реакцијата ќе биде уште поголема. Значи, до сега тоа се покажа. Со секоја злоупотреба на власта од страна на министерот, реакцијата беше поголема и поголема. Знаете, доктор, што е проблемот се на овој штрајк? Ова е сепак политичка емисија и јас се обидам секојаш политички да гледам на работите. Што ви им пречите на власта и на опозицијата? На власта, бидејќи покажувате заби и велите, вие не ви се плашиме, може би сте најсилни, може да имате сите полициски, тајни, секакви други структури, но ние не ви се плашиме. Од друга страна, покажувате на целата ова опозиција, која е 7 години опозиција, дека 200, 300 или 400 доктори, не знаме колку штрекувате, никош не сум излагал да ја пребрам, веројатно министерот ќе каже после ова интервју колку луѓе всушност штрекуваат, дека ви покажете на целата опозиција дека бадело се тие 70.000 луѓе што ги носи у Скопје пред месец и пол дена, кога 200 доктори може да ја покажат на власта како може да ја биде спротиставено на оваа власт. Така да мислам дека ни власта ни опозицијата нешто многу повеќе не ве сакат. Сигурно. Јас сум убеден во тоа и тоа така и треба да биде. Значи, ние сме тука исклучиво професионално за нашите интереси, за интересите на пациентите. Партиите се партии и има уште една порака и до опозицијата, дека, значи, готово е, затоа што и опозицијата носи известна одговорност за овие состојби во кои е денеска здравството. Со последната влада, со последниот министер, се достигна кулминацијата. Значи, дојдовме до една неодржливост на системот. Ние, како лекари, како интелектуалци, како професионалци, како хумани луѓе кои се грижат за здравието на овие граѓани, кои се носители на таа дејност, значи ние се грижиме за здравието, не се грижи министерството, ниту министерот. Министерот во повеќе наврати покажа каква е неговата грижа. Ако секој трети пациент од дијабетес болен треба да го жртвуваме, каква е таа грижа? Власта вели вака. Докторите, значи, тоа што во една реченица може да се изјави. Власта вели вака. Докторите штрекуваат за да не работат ништо, а да земаат плати. Тоа е нивното барање. Како вие во една реченица би објасниле зашто де факто штрекувате? Штрекуваме за правото да ги квалитетно лечиме своите пациенти и за тоа бидеме скоро адекватно платени. Скоро, ќе кажам, приближно. Сака да кажете дека ако бркате норми, за да земите нормална плата, треба да прегледате 50 пациенти, така? Ворете, се извинувам, ворете да бркаме норми. Меѓутоа, востановени норми кои ќе го подобрат квалитетот на лекувањето. Вие сака да кажете дека овој концепт, бидејќи ние 10 дена разговараме за тоа и 10 дена јавноста тешко може да ја приме информацијата зошто штрајкуваат лекарите. Сега да кажете дека вие де факто штрајкувате бидејќи сметате дека бркајќи статистика, уништувате квалитетот на здравството. Така е. Меѓу другото, значи има многу фактори кои го намалуваат квалитетот на здравствената услуга по овој модел. Едно ќе кажам само, значи овој модел се разликува од сите слични модели до сега применети во европски, во азиски земји, по тоа што сите тие модели како претпоставка имаат подобрување на квалитетот на здравствената заштита. Значи квалитативни модели. Овој модел е квантитативен. Со зголемување на квантитетот го влошува квалитетот на работата, а нашата работа е здравствената услуга. Значи никој од нас не сака лошо да го лекува својот пациент, лошо да го оперира, нема последици. Еве еден пример. Сака да кажете дека концептот тука би се сведел на тоа операцијата е успешна, а пациентот е мртов? Да. Значи сега имате ситуација да компарирате два хирурга, да речеме. Ако едниот имал 5 операции на жолчна кеса, да речеме, и тие 5 пациента уште месец дена лежат заради компликации во болница, а имате од друга страна кој направил една операција, тој пациент станал и отишол на слава утре дента јадел свинско, пример, нешто тешко, или јагнешко. Во овој модел, оној кој произведува повеќе компликации е награден. Дали ме разбирате? Значи, го гарантира влошувањето на квалитетот на здравствената заштита.
а оној ќе биде казнет кој работи добро. До кога сте спремни вие да штрекувате? До договор. Значи, ние сме спремни цело време на разговори, на договор, на известни отстапки. Значи, се оно што треба да се случува во еден процес на преговарање. Бога ми, ако гледаме како се разговара за името, вие може на 20 години да штрекувате. Може, меѓутоа тоа ќе биде штетно по сите нас, како пациенти. Затоа што некои луѓе има навистина доста, некои многу вредни лекари меѓу нас, многу заслужни, со многу голема агенда помината и многу успешни пациенти излечени, веќе размислуваат и за промена на професијата. Значи, можете да замислите колку име на луѓето преку глава од село. Што професија би земале? Би биле тренери по карате? Ако експертот по карате и по џиу-џитсу стана министар за здравство, може би биле тренери по карате. Генерално, меѓу нас како интелектуалци многу има малце така, толку физички спремни за да можат да бидат тренери, затоа што сме биле зафатени со може би Монтеверес го освојувате, бидејќи некој од вас и Монтеверес го освојува. Има чат пат. Меѓутоа, било што знаете, ја слушам врвни професори наши, врвни стручњаци со без титули како сакате, врвни клиничари или практични лекари кои викаат, еве и сладки ќе произведувам, не ми е важно више само да не ми се случува ова што ми се случува. Како треба да се толкува таа изјава на Сали Бериша, албанскиот премиер кој повикува на обединување на сите албански територии, и дали е тоа на некој начин порака до Србија да ги спречи своите аспирации на Балканот? Разговараме со Аладин Демири. Вие мислите дека таа изјава на Сали Бериша на некој начин треба да се стави во контекст на таа испраќање фактура до српската политика? Изјавата на Бериша е повеќе одговор на таа албанофобија. Било да се работи за Македонија, било да се работи за Косово, за Север и така натаму. Видите изјавата. Тука нема врска со Србија. Изјавата е за обединување и независност на сите албански територии. Од Прешево, кој е еден мал дел во Србија, до Превес, и од Скопје до Подгорица. Видите, тука се вклучуваат неколку држави. Грција, која е членка на НАТО. Црна Гора, која ги има отпочнато преговорите, има добиено датум или за преговори со Европската унија. Македонија која чека датум за преговори. Србија која на некој начин пробува да ги нормализира тие односи. Косово и Албанија. Не сметате дека е преопасно во еден денешен момент, сензитивен момент, Не сакам да се правам дека не е опасно, дека не осеќам. Да се дава една таква изјава. Знаете, едно е вие да амнестирате хашки случаи. Едно е да правите во Слупчане, не мислам на вас, него генерално како политички гарнитури од македонска и албанска страна. Но ово што се случи со 28-ми, јас говорам како македонец. Ја прашувам вас кој албанец, бидејќи ние реално имаме како македонци и како албанци различни диоптрии на кои ги гледаме тие работи. Тој како атомска бомба да фрли Али Ахмети во дворот на ВМРО ДПМН. И ако тука е зема ова изјава на Сали Бериша, тој е преопасен молотов коктел. Тоа значи овие луѓе се или наивни и не гледат што тоа може да предизвика, или јас се плашам дека некој можеби и на Сали Бериша и на Али Ахмети им дал одреден сигнал дека треба токму сега, во овој контекст и во овој момент да ги дадат тие. И прашањето е, ако некој им дал согласност, која е крајната цел на таа согласност? Видите, ако го парциализираме изјавата, во она да се направи анализа во секое мало што ќе произведе или како ќе произведе една конкретна акција, било како да е акција, тогаш се губи сврхата дека во сите мала и во сите улици ќе произведе ист ефект. Значи, јас немам претензии да го парциализирам во такво ниво во секоја улица што ќе произведе, туку имам претензии да го сватам пораката. Пораката не е војна. Као прво. Пораката не е фрлање бомба во молотов коктел во ВМРО. Уствари, пораката е спречете ги молотовите коктели што се пуштаат врз албанското тело. Она што го прави ВМРО и овие млади што пеат секој ден, и овие тензии, овие конструкции политички, казнување и така натаму. Повеќе овака јас ја читам таа порака, отколку сега, ајде, ќе го освоиме превеза, ќе освоиме ова, ќе освоиме она. Господине Демири, преситен играч е ВМРО ДПМН.
Премала е опасност од ВМРО ДПМН. Значи, да не ја преценуваме опасност од ВМРО ДПМН. Таа е повеќе на ниво на една фолклорност. Но тоа што е на ниво на фолклорност нас не прави толку кревки и ни покажа колку сме слаби како држава. Овде е контекстот многу поширок. Во еден момент на еуфоријата на 100 годишнината од формирање на албанска држава, вие сметате дека е куцнат часот за конечно решавање на албанското прашање. Знаете, во изминатите 20 години имаше дека е дојден часот на решавање на српското прашање, па имаше дека е дојден часот на решавање на грчкото, па на бугарското, за жал, од пред 5-6 години дека е дојден часот за решавање на македонското прашање и сега повторно се јавува часот за решавање на албанското прашање. Знаете, докога ги решаваме тие тешки прашања, не живееме се полошо, помизерно и поопасно. Опасно е да се шета по улиците на Скопје, опасно е да се шета по улиците на Гостево или на Тетово, бидејќи не знаете, ако прозборите на некој јазик кој не е јазик сроден на албанците или на македонците или на турците, вие може да изеете ќотек. И на крајот, после сите тие силни изјави, сите прослави, сите знамења веени од ваша и од наша страна, луѓето живеат се полошо и понесигурно. Видете, добро, овие синтагми на големи нешта во Балканот ги има и не знам, тие јубиларни години се појавија во историјата од Сан Стефанска Бугарија, голема Албанија, мега Грција, српско прашање и така натаму. Меѓутоа, тие во оној однос на митолошкото си ствара своји јубилеи и своји датуми или свое време. Сега, албанско време не е ова, не беше албанско време, се совпадна случајно 100 години. И мислам дека јубилејот 100 години е вреден да се прослави. Меѓутоа, проблемот е... Тие го познаат Али Ахмети. Значи, јас не сакам луѓето нити да ги глорифицирам, ниту да ги омаловажувам. Меѓутоа, вие го познаате капацитетот на Али Ахмети, знаете за кој формат на политичар. Него ВМРО го става во Кјоше 6 години. Значи, 6 години албанците им е непријатно и се срамат од позицијата на албанскиот партнер во власт. Едно што Али Ахмети безмалку го брка Никола Груевски 10 дена надвор од Македонија. Него човекот шета по Америка кој некој гастарбајтер, не се враќа у Македонија, бидејќи му е непријатно да гледа. Па дури има одредени вицови и шеги. Немојте да заборавите кога ќе слета Никола Груевски на Скопскиот аеродром да поставите македонски знамења, да не се останате албански знамења на аеродромот. И тоа Али Ахмети кој беше пикнат во дупка, сега го брка 10 дена Никола Груевски надвор од државата. Ѓорги Иванов не знаеме дали постои. Дали е можно Али Ахмети тоа да го направи без сигнал од надвор? Обратно гледајќи работите. Не мислам дека Али Ахмети има капацитет интелектуален и политички да го избрка Груевски. Туку он сам побегна. Избега од проблемите. Неговата фобија го натера да оди до Америка или пак фобијата на председателот да се затвори во водно да не излезе. Знаете што беше работата? Тие треба да бидат во прославата. Тие беа домаќини. Затоа што владата даде. Ама даде изен владата за таа прослава. Владата знаеше кој ќе дојде. Владата ги имаше сите параметри. Пред себе имаше и синопсис за прославата. И место да оди на прослава, да им честите на албанците, на Албанија. Државата на албанците во Македонија празникот, затоа што тоа е сега. Вака се поставуваат работите. Зошто Али Ахмети бил јак, што Груевски отишол. Груевски е слаб, што отишол, избегал, неќе да ги гледа албанците како слават. Господине Демири, знаете, кој човек како просечен македонец гледа на тие работи. Тоа го добие чувството дека ова е село без кучини, дека секој може да ни дојде во државата и да ни прави што сака. Во еден ден Скопје да го направи град на една нова, условно речено, фигуративно и метафорично, обедината Албанија, која се протега, не знам, од Битола до Драч и која се протега доле, не знам, од Валона, горе до Улцин, генерално. И тоа просечен македонец доста фрустрирачки го прифаќа, многу тешко го прифаќа. Одеднаш овие внуци на Александар Македонски, кој ќе го покора цел свет, како Груевски, како Ѓорги Иванов, ги немаше нигдека, а на 5 километри од нивните домови се веа албански знамења и се говореше за обединети албански територии. Тоа просечниот македонец фрустрирачки го прима. И тоа што сега се случува, веројатно ќе биде нус ефект и нус појава на се оно што се правеше изминатите 6 години од македонска и од албанска страна. Бидејќи едната фрустрација развива сосема друга фрустрација. Добро, дефиницијата на фрустрација и фрустрирањето е малку зезната работа, но ако ја анализираме, мислам, реалната состојба. Прославата беше протоколарна и тоа е едно поглавје во кое јас сметав дека сите треба да слават. Второ,
Екзистенцијата на албанците во Македонија е реална состојба. Не се дојдени, тука се во свој терен, во своје земјиште, имаат своје огниште, своја историја, своја. Дали ова треба да го гледаме како фрустрирачки? Начинот на соживот не е среден. Тука е улогата на политиката, затоа што се работи за два народа кои немаат иста култура, ист развој, а треба да живеат заедно. Да живеат заедно, треба да се најде начинот на наџирање на политиката, на односите, затоа што не се само албанците и македонците кои ќе измислат теорија на врела вода, односно ќе измислат теорија на соживот, треба да живеат. Такви примери има сегде во светот. Сега. Јас, на пример, критикувам македонската страна. Знаете што мене ми пречи? Што ни на албанец не излага и критикува својата страна. Па зар Хашим Тачи и Рамош Харидинај се помали албанци од Фатмир Бесим или Теута Арифи или не знам Ермира Мехмети? Па тие го сменија знамето. Двоглавиот орел не е знаме на Косово, но има нешто посвето, а тоа е за нив да се направи Косово независна држава. И го направи оно знаме со 6 звезди. Едно тие звезди е на ромското население на Косово. Да. А вие тука правите една таква спектакуларна драма. Еве сега се брани албанштината. Па се брани па се слави албанска. Па добро, има еден проблем. Чекај сега. Сменувањето на државата. Се извинувам. Видите колку е фрустрирачки. Доаѓа Тома Николич пред еден месец и вика Србија ја ослободи Македонија. Па доаѓа, не знам, во Македонија се слави 100 години од формирање на албанска држава. Па не дај Боже утре, после посетата на Бојко Борисов на Америка, кај што Обама го нарекува дека Бугарија е лидер на Балканот, ќе дојде се слави на 3 март Сан Стефанска Бугарија. Ама што е ова село без кучиња, па кој толку стигне ќе оправи? Не е село без кучиња, не е никој крив што тие односи, тие збиднувања се збиднале, тоа е реалност. Меѓутоа, како треба денеска да се конзумираат, не како село без ред. Македонија да е мало постабилна земја, со средени меѓуетнички односи, ниеден таков проблем не би бил проблем. Зошто да е проблем? Албанците живеат во своји територии, прават заедничка држава со македонците. И таа е нивна држава. И што е фрустрирачки, што е проблемот? Меѓутоа, фрустрирачки е поинаквото приодот од поштување од Македонската академија на науките, дека албанците дошле од некои гори и не знам каде, до реалната политика која регрутира деца кои треба цел ден да пеат фрустрирачки. Океј, ајде, како да ја гледаме фрустрацијата на албанците кои во секоја утакмица или се тепаат, или за еквивалентност на теоријата. Работите се збиднале. Ама ми бегате од прашањето. Исто е прашањето, одговорите е ист. Замислите на 8 септември. Значи, знаете, кога говориме за принципи, ние говориме за принципи. Да. Принципите се исти дали има 2000, 5000 или 500.000 луѓе. Апсолутно. Говориме за принципи. Замислите цел државен врв. Со луѓе, со колони, со автобуси, со све. На 8 септември дојде да преплават Албанија. Да преплават Албанија. Да ги развеат македонските знамења. Да шетат по улиците на Тирана. Да прават што сакат. И ќе бидете исто вака беневолентен? Не сум сигурен. Нема да бидам. Види, ми поставуваш приказка која не држи вода. А зашто не држи вода? Принципот е исти. Има македонци во Албанија, како што има албанци во Македонија. Има во Пустец и нека одат во Пустец. Па рековме дека дали се 2500 луѓе, принципот е исти. Никогаш не им било забрането. Па сите ти од Пустец се финансираат и сега стануваат проблем на изборите. Затоа што до сега гласа СДС беа финансирани од државни пари, имаат куќи, одредени функционери. И сега, Заборавате една работа. Знаете што заборавате? Ти од Пустец не може да се пишат македонци. Што се пишуваат? Тоа е клучниот проблем. Што се пишуваат? Вие знаете дека не може ни македонски имиња. Истиот проблем е. Ама што се пишуваат? Што се пишуваат? Никој не ги сили да бидат албанци. Па еве графата таму нема македонски. Графата има грци. Сега па добро, има грци. И што треба грци да се пишат? Не да се пишат. Волјата не ја искажале, Васко. Друго ми е, дали таа волја, што вие сакате да кажете дека од бројот не излегува, точно е тоа, во една развиена демокрација бројот не е важен.
Не го Прешево има 10.000 албанци и па сега сега береше и не Прешево го 200 има кажа. во Прешево. Ами добро и 500 да. нека се. Не врска. Киспенек има 30 милиони албанци на Балкан. Не се спорам за тоа. Не ја мешаме теоријата, него рационалното, политичко и реално гледање на состојбата е тоа што се обидувам да го кажам, дека албанците во Македонија се таа реалност која очи боде од сите страни и политиката се прави, посебно после 2001, дека слепа, дека нема проблем, дека ние со Али Амети добро се снаоѓаме, со Менду Тачи добро се снајдовме и со ова, тоа е тоа купување на време, кога проблемот не се решава, остава диагнозата да се развива. Останете со нас по рекламите, се враќаме за неколку минути со две нови интервјуа со Рамадан Рамадани и со Владо Пивоваров. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Дали Нино? Иги Нино! Оди го танцај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Во Србија, во времето на Милошевиќ имаше владици со калашникови кои на некој начин ја радикализира и српската политичка и српската верска сцена. Дали одредени изјави на поглаварот на Македонската православна црква и на поглаварот на Исламската верска заедница, значи мешање на црковните лица или на исламските лица во работењето на политичките партии и колку тоа може да ја нанесе штета на политичката и на верската сцена во Република Македонија. Господин Рамадани, во времето на Милошевиќ во Србија имаше владици со калашникови. Тие на некој начин бе една парадигма на цела една симбиоза помеѓу власта, религијата, војниот фактор и така натаму. Во изминатите 3 недели, значи поглаварот и на Македонската православна црква и на Исламската верска заедница излегува со доста воинствени изјави, кои јас би ги цитирал, например, поглаварот нива завели дека ваша Божја волја е да ги обедините албанските територии, а од друга страна, 2 дена пред него и поглаварот Стефан вели дека е време за поголема будност кон сите оние кои напаѓаат македонска држава, посебно црквите и манастирите. Имам чувство како изјавите на двајцата да се пишувани во исти штаб. Да, тука мислам дека се работи за една авторегрутација, тие луѓе сами себе си се регрутират за некоја кауза, при тоа мислам дека тука доаѓа до израз најеклатантно слабоста на политичките елити кои им дозволува на вакви луѓе, на вакви организации да заземат толку средишно место во ова. Ова е втор пат како што го прават ова, претходно ако се сеќавате и за настаните во Кале, од после што се случија настаните, кога, мислам, и државата и опозицијата беше за смирување на тие тензии кои
се појавија по повод изградата на тој објект во Кале. Овие и двете верски заедници тогаш исто вака правеа повици за она што во светот со исламофобија се вика повик кон џихад. Чудна една работа, значи ние све имаме изрегулирано во Македонија. Значи све ни оди добро, и меѓуетнички односи, и економски односи, и политички односи, и односи со ЕУ, и односи со НАТО, све ни е перфектно. Значи све сме решиле и уште тоа ни треба, значи верскиот доиме да се караме, и верскиот доиме да се караме самите македонци, пошто и самите македонци имаат католици, православци и муслимани, да се карат веројатно и самите албанци, пошто имате католици, православци и муслимани, бидејќи поглаварот на ИВЗ е репрезент верски само на еден дел од албанскиот народ, поглаварот на Македонската православна црква е репрезент само на еден дел од македонскиот народ. И тие се земат право да говорат во името на цели народи. И тоа, плюс што во случајот на овие двајца кои јас и порано реков дофрлуваат како тие двајцата старци во балконот на Мапет шоу, се работи и за внатрешна фрустрација. Ние сите знаеме, значи дека МПЦ и ИВЗ имат големи административни и институционални проблеми и сета таа галама тие сака да ја изнесат надвор во друг аспект. Мислам дека тие со тоа сака да фаќаат некоја подобра позиција во друштвото за да би се заштитиле од друштвото нив да ги согледа до крај какви се и што се внатре. Тоа се сите, значи, почнувајќи од финансиски скандали до институционални скандали кои се случиле и на МПЦ и на ИВЗ редом овие години. Ние имаме примери и во православието и во исламот на одредени такви поведења и на однесувања, па дури тука на самиот Балкан, например Амфилохија Радовиќ, тоа што го прави во Црна Гора. Кога главната битка против независноста на Црната Гора, српската држава го правеше преку Амфилохија Радовиќ или владиката со Калашников, како го нарекува. Имаме Мустафа Церич во Босна и Херцеговина, кој сакаше да биде поголем председател од председателот или бошњачкиот дел на председателството на Босна и Херцеговина. Го имаме Макариос на Кипар, кој имаше некоја попозитивна улога, меѓутоа сепак го имаме Макариос на Кипар. Го имаме Хомеини во Иран и така натаму и така натаму. Значи имаме такви некои ситуации. За жал, ниту едно од нив стрикно не завршни за народите. Да, посебно зашто таа линија помеѓу државата, општеството и верата е многу тенка. И во случај, пак јас ќе наведам, кога имаме ние слаби политички елити кои немаат никаква врска со овие работи, значи немаат експертиза во верските работи, тогаш им се случува некој да им влезе, значи во нивен терен од верските водачи, да им се прошета малку, па пак да се врати назад, утре нешто друго да направи, не дај Боже може, значи некој одреден популизам да го искористат во место каде што најмалку му е местото, а тоа е верата. Имаше неколку тези кои се ставаа на маса кога стана збор за албанскиот политички блок. Едно од тези дека процесот на зреење на албанската политичка сцена води кон правец на формирање на исламистичка партија. Имајќи сте го имале ПДП кој бил на некој начин еден чадор партија која ги обединувала сите албански интелектуални и политички интереси некаде до 97-8 година, па подоцна 2001 година сте имале албанска партија која настанала на фонот на таа криза и војна 2001 година, значи воинствена партија или некој политбюро, условно речено во времето на Јосип Броз Тито, и дека природниот процес кога ниту ПДП, ниту ДУИ не ги имат решено албанските права, барања, прашања или како да ги наречиме во рамки на Република Македонија, неминовно ќе води кон формирање на една исламистичка партија. И дека тоа што случуваше на протестите пролетоска во центарот на Скопје, многу ми насмета дека ќе дојде до неминовно формирање на таква исламистичка партија и на крајот ќе имаме конфликт на политичка сцена на марксисти и ленинисти и на исламисти. Зошто не дојде до тоа? Не доаѓа до тоа заради тоа што генерално, значи, албанската политика и историски од зачетокот од албанската преродба е по-секуларна во тој аспект, посебно по разлика од православните народи кои имат повеќе спрега помеѓу црквата и нацијата. Може да се создаде таков впечаток само заради една асиметрична секуларност која ја употребуваат политичките елити кај албанците во Македонија, кои па тоа ја мислам дека не го правеа до сега намерно, туку од незнаење за овие работи. Тие на пример не знаат дека заштита на културно наследство е пар екселанс политичко прашање. Нема врска тоа со верата. Или слободата на вероисповеста исто така политичко прашање.
заштитата на еден верник од тоа да не му се инсултира, да не му се вреѓа верата, исто така политичко прашање, тие немаат врска со самиот верски живот или верско представување. При ваков случај, кога тие се незналици и кога се слаби во ова работа, може да им се случи, значи, некој да артикулира дури и чудни карти, како што јас предвидувам дека може да му се случи, посебно на овој естаблишментот од ДУИ, за некој утре да излезе некој популист и да ги криви дека тие самите не ја средуваат ИВЗ и не се грижат за муслиманите, зашто тие се повеќето сунити, а овие водството се родум бекташи, значи и марксисти-ленинисти, така да може некој друг албанец утре политички да го артикулира тоа, а тоа би создало големи проблеми и тоа би ја довело, чинам, Македонија до тоа да изгледа како Либан, каде што нема само два народи, кои има 3-4 кои па меѓусобно после не можат никако да се разберат. Значи, ние како македонци гледавме на таа прослава на 100 годишнината од формирањето на албанската држава. Јас ко македонец немам ништо против. Значи, Албанија формирала држава 1912 година, јас ке бев среќен Македонија да формираше истото 1912 на 1944 година, значи никој немаше ништо против прославата на 100 годишнината од формирањето на албанска држава. Но како македонци, значи кога ги гледаме реакциите на македонците, реакциите по медиумите, реакциите по улиците, реакциите на социјалните мрежи, останавме изфрустрирани од начинот на едно така жестоко манифестирање на таа албанштина во рамки на Република Македонија, па дури до ниво на страв, до граница на страв, дека тоа е само мал чекор до конечно обединување на албанците во Косово, во Албанија и во западниот дел на Македонија. Како вие гледате на тие процеси? Дали во албанскиот дел така акламативно беше на некој начин етаблирана улогата на Али Ахмети како татко на албанците во рамки на Република Македонија? Каде тука се наоѓа Мендух Тачи? Мендух Тачи после таа прослава влезе во еден класичен политички национализам. Нема да дозволиме македонско девојче да се пее во чај и така натаму и така натаму. Вие бевте прв кој проценивте дека Мендух Тачи нема капацитет да направи здружена македонска-албанска коалиција која ќе руши ова влада токму на тие 2 или 3 точки, а клучно е дека не може да ги реши евроинтеграциите или клучните економски и социјални прашања. Што ќе се случи на албанската политичка сцена, би сакал да го искористам вашето присуство. Да, значи прво што треба секогаш да го имаме на ум и мислам дека на повеќе пати сум го споменувала, тоа е политичката непредставеност на албанците. Значи Али Ахмети глуби некој си Скендербег или татко на албанците во Македонија со 13 до 15% гласови на албанците во Македонија. Тоа е многу мала бројка за секаква представителност. И во тоа му помага и албанската опозиција со тоа што никогаш не успева да го дигне тоа ниво на политичкото учество во Македонија, но тоа не е добро, значи прво не е добро за албанците во Македонија, но друго генерално гледано не е добро за Македонија во целина да не учествуваат толку албанците кои гласат само 30 до 35% на секој од овие последни избори. Кога на ова ќе се додаде погрешната перцепција која ја немаат само македонците или само албанците, тоа е здружен еден балкански шмек каде што се меша, значи селјачката завист со некои други работи. И на ова плюс додадете на информираноста на политичките елити за тоа што значи 100 години држава, да им каже, значи елементарно, на пример, никој не им објасни на македонците дека е ова всушност Илинден на албанците, значи не е Асном или не е, мислам, ова 91-а или Авно или било кој друг, туку буквално за споредба е Илинден. Значи ова е еден успешен Илинден на албанците кои што предходно, значи, војувале со турците, па после со србите, па со грците 2 пати и така натаму, дале голем број жртви и тоа знаме пред да стане државата. Значи, утре може да ја нема Албанија, но тоа албанско знаме ќе го има, се дури има еден албанец во светот. Господине Рамадани, толку ли е големо тоа знаме да ги покрие сите незадоволства на албанците во Македонија? Значи, јас пак велам ко македонец кој ги гледа работите, велам после ова прослава на 25 ноември што беше во Скопје, дека Али Ахмети не може Господ да го симне од политичка сцена.
И си го поставам прашањето, дали тоа албанско знаме е толку големо да ги покрие невлегувањето во НАТО, невлегувањето во ЕУ, лошото живење на албанците, лошата позиција на албанците во рамки на институциите на системот и во рамки на коалицијата со Никола Груевски. Дали албанците ќе му ги простат сите греови на Али Ахмети кои му ги припишува изминатите 4 или 5 години со едно албанско знаме кој беше развиорано во центарот на Скопје? Не, никако. Дури јас мислам дека со достојна алтернатива Дуи би завршила како она колата на Мамли. Ако се сеќавате, инспекторот Мамли, значи имаше една кола која стигнуваше во некоја цел и која стигнуваше на таа цел се распаѓаше. Со добра алтернатива, дефинитивно ништо од ова не може да се прекрие. Целиот овој шверц на патриотизам, како што јас го нарекувам, не може да помогне, например, на жителите на Чаир да ги гледат дупките во ова или урбанистичкото дивење или неизгласаниот дуп. Ништо од тоа не може да се покрие со тоа знаме. Знамето има друга символика која води над, значи, тоа суштествување на албанците во Македонија. На овој шверц на патриотизам албанците во поголем дел веќе го идентификувале и по самото тоа што целата таа прослава донекле ја видоа дека е партиска и целиот тој збир на луѓе и таа масовност повеќе беше за Сали Бериша и за Хашим Тачи отколку беше за некој си Али Ахмети или Муса Џафери. Владо Пивоваров е експерт по безбедносни прашања. Во еден краток временски период беше шеф на македонското воено разузнавање. Со него ќе разговараме на тема дали странските разузнавачки служби кои потекнат од Балканот работат на дестабилизација на Македонија. Професоре, доста тензично е деновиве во Македонија. Па мислам дека ако секојаш гледаме една ситуација, треба да ја гледаме од малку поголема временска дистанца. Значи, ова појава што вие детектиравте, таа веќе трае цела година. Ако се сеќавате, негде овој период минатава година почна ваквите инциденти и уште тогаш предупредив дека ова се само почетни сигнали кои во иднина ќе се рефлектираат и ќе праќаат посериозни сигнали кон општеството, односно кон политичките партии за водењето на државата. Добро, каков ракопис препознавате во? Ако велите дека тоа трае веќе една година, вие сте биле човек кој има поминато сите структури на МВР, структурите на војното разузнавање. Каков ракопис препознавате? Секој го чита ракописот. Значи, прво се гледа кои се учесници во инцидентите, што се бара од инцидентите, кои се пораките од инцидентите. Значи, генерално во сите инциденти имате припадници на македонскиот народ, од една страна, од друга припадници на албанската етничка заедница во Македонија. Значи, се по страшни урадија се користат во овие пресметки, значи и тогаш предупредив оној ден кој ќе почне да се лее крвта не се сопира. Значи многу лесно ќе може да се манипулира со ваквите категории на лица и нормално проблемот да прерасне во потензична ситуација, нешто што се случуваше пред 2001 година. Знаете, кога ги читаме порталите, исто на некој начин иста обланда дават и опозицијските портали и позицијските портали. Например, позицијските портали одат со одредена теза дека тоа што случи во Тирана, да речеме, не знам, со инцидентот со премиерот, дека делови на албанската разузнавачка служба. Тоа беше на Курир објавено или во некои други провладини медиуми. Од друга страна, по опозицијските портали велат се инсталираат старите српски инсталации или се активираат старите српски инсталации во Македонија, дека делови на екстремистички групи од Косово се дојни во Македонија, но и девете структури на некој начин признаваат дека состојбата е тензична, дека благо е изместена од контрола, и ово премиерот 13 дена не се враќа од Америка, што се вика тука, без малку кога да немаме власт во Република Македонија. Како вие ги гледате тие работи? Па вака сега, значи секој има право и од свој агол да ги гледа овие работи, како што кажавте, две гледни точки, меѓутоа не ја спомнавте меѓународната гледна точка, меѓународните портали, меѓународните извештаи од еминентни аналитичари, од еминентни организации странски кои се занимаваат со Балканот околу ова прашање. Значи, генерално тие ни го пратија сигналот дека национализмот веќе јава на конјот на Балканот повторно, што е многу лош сигнал не само за Република Македонија, туку и за целиот регион. А ако направите анализа на она што се случи последно во време, последниве месец дена, изјавите кои се дадоа во нашето окружување, има страшни радикални изјави, каде што се вели, каде што и последен човек е наша земја. Ваквата изјава, да кажеме, во 90-те години беше осудена страшно меѓународна заедница, кога
во Србија нивниот претседател Милошевиќ ја кажа како таква, каде и последен србин е Србија. Ваква изјава буквално во иста насока слушаме од званичниците на Албанија, што е многу лошо, али од друга страна гледаме реакција на меѓународна заедница што загрижува. Значи, секојаш треба ваквите појави во почетна фаза да се елиминираат. Добро, мислите дека контекстот е таков на Балкан, например, ви имате сега ослободување на Рамош Харидена и ослободување на Готовина и на Марка. Значи, се јавува една фрустрација силна во рамки на Србија. Пред пола година на власт во Србија се доаѓа одредена поприлично радикална структура. Пред месец и пол дена во близината на Вашо Куманово Тома Николич вели Србија ослободи Македонија, знаете. И тоа го прави во присуство на дел од владиниот врв во Република Македонија. Пред 4 дена, значи во Белата куќа, прва официјална средба на еден европски лидер има Бојко Борисов со Обама после победата и вториот мандат на Обама, кај што Обама вели Бугарија е лидер на Балканот, а гледаме какви изјави, значи радикални изјави доаѓаат од Бугарија во правец на Македонија. Уште Грција ништо не збори, ама тие се скапани копатлиџени некои расипани, па не можат ни да зборат. Но кога ќе видите, се остварува една теза која се протнува веќе 6 или 12 месеци во мисијата дека е даден сигнал сите соседи во овој период кои чувствуваат Македонија доста кревка да ги засилуваат своите максималистички барања од Македонија. Тоа не мислам дека е само Тирана, не мислам дека е само Атина, не мислам дека е само Белград, не мислам дека е само Софија. За жал, сметам дека сите тие има добиено сигнал од меѓународната заедница. Тоа е претпоставка, меѓутоа треба да сме свесни дека земјите во окружување кои имаат многу поблагопријатна меѓународна позиција, веќе се членки на одредени меѓународни организации како што се НАТО и Европска унија, значи стекнатото право внатрешно со, да кажем, уставите на ваквите организации меѓународни, правото на глас, правото на консенсус, значи тие до крај го злоупотребуваат. Уште тогаш предупредувавме дека сите наши земји во окружување како пред нас ќе влегуваат во овие организации, така ќе ни го загорчуваат животот. Секој ќе ни испорачува нов и нов цех, меѓутоа не сум убеден нова дека и нова фактура. Нова и нова фактура со нови и нови барања кои се максималистички. Значи не гледам ништо лошо во прикажување на филмот кој е реалност и вистина во Република Македонија. Господине Пиваров, гледате Бојко Борисов, значи Бугарија, која во нашата перцепција е нешто што е многу пониско и многу помало од Македонија. Нели ние тоа постојано го кажеме. Значи Бојко Борисов е на највисоко ниво во понеделникот при мен во Белата куќа. Бугарија добива третман на лидер на Балканот, значи ја заменува Грција. А овој нашиот кој некој гастарбајтер, кој некој мексиканец, оди по Америка 15 дена, никој не знае ни кај ни што е, и тоа е парадигма на нашето случување. Албанската политичка елита во Старец Скопје прави прослава на 100 години од формирање на албанска држава. Ој Тома Николич доаѓа вели во ослободивме. Ова е класично село без кучиња. Јас говорам ко македонец од македонска страна. Човек кој да не се знае кој го држи кормилото во раце. Оној Ѓорги Иванов го нема нигде. Овој оди таму разговара со некои доктори, ќе го носел докторот на Анџелина Џоли или не знам што друго ќе правил. Апсолутно е Холивуд политички во државата. Значи сепак треба да сватиме дека тоа е државна политика. Вие сте во право со вашата констатација од причини што во овој чувствителен период, значи очекувањето на извештајот од Европската комисија од една страна, второ нашите амбиции кон полноправно членство во НАТО, сосема нашата агенда треба да биде свртена кон овие прашања. Овие сите сегашни активности се некако спорадични активности за нашата држава. Се случуваат многу работи во државата на кои бараме одговори. Одговори не добиваме и тоа е она што го нервира македонскиот граѓанин, зошто немаме одговори на клучните прашања, како што кажавте, сите дојдоа да ни кажат дека сите ја ослободиле Македонија. Сите ја сакаат Македонија, меѓутоа позадината на лицето е сосема друга. Ја сакаат Македонија како составен дел на нивните земји. Апсолутно, секојаш велам дека од Втората светска војна наваму сите имале наши соседи појаки или помалку искажани аспирации кон Република Македонија. Добро, што ќе се случи со Македонија? Овие инциденти што се случуваат денес, се случува пред 3 месеци, се случува пред 6 месеци, се случува пред 12 месеци, се случуваше калето некаде пред 2 години. Зимата 2011 година. Значи, тоа не е нешто што нас не изненадува. Но гледаме дека тоа во некој цикличен период се повторува. Ракописот го препознаваме, но не можеме крајната, финалната цел да ја видиме, финалната разврска да ја видиме. Сите нешто чекаме дека ќе се случи во декември, или да претпоставиме најцрното дека нема ништо да се случи во декември. Дај Боже, се случи нешто во декември, добијаме некој датум за преговори. Но и што ако не се случи?
како вие гледате, како може да се развијат сите овие тензични инциденти и ситуации? Ништо ново на Балкан, тоа ќе се случи, значи секогаш ние пред секој извештај очекуваме, се радуваме. Поминува времето, не добиваме покана за членство со назначената номенклатура, треба да се реши спорот со името и се си продолжува во ист период, во ист еден зачаран круг. Докаде безбедноста тоа може да го издржи државата? Безбедносно државата не може ова многу уште долго да го издржи. Ако направиме анализа што се случува во регионот, гледате што се случува последниве месец дена во Словенија, значи веќе народот доведен до зидот на столбот на срамот, значи до празен стомак доведен, во таква ситуација се случува улица. И затоа политичарите мора да размислуваат никогаш да не дозволат да се случи улица. А за да не се случи улица, треба прво да мислат на економијата, па дури на крај на национализмите да размислуваат. Ние влагаме од друг филм. Велиме да, лоша економската живеечка, на таа ќе ја замениме со благи меѓуетнички тензии. И бегајки од таа лоша и мизерна економска состојба, партиите на власт влагат во благи меѓуетнички тензии. Бидеме фери и искрени како македонци, значи 6 години ВМРО-вската влада владееше и правеше рейтинг на флоскулата дека Никола Груевски е единствен македонски политичар кој може во шише да ги стави сите албански политичари. И Али Ахмети и Мендух Тачи беа жртва на таа политика на Никола Груевски, толерира, голта, трпеа. Одеднаш Али Ахмети на 25 и 26 ноември безмалку му фрла атомска бомба во дворот на Никола Груевски, го распостила знамето во центарот на Скопје и Никола Груевски не можеме да го најдеме 15 дена. Прашањето е, вие сте човек кој е експерт по ова проблематика. Дали може било кој албански лидер и политичар да го направи тоа што го направи Али Ахмети без да добие сигнал некаде од надвор? Апсолутно, ние секогаш треба да ги гледаме глобално работите, значи се она што се случува не се случува спонтано овдека, не се случува изненадно, значи сето тоа има своја позадина која сепак ја креираат некои големи центри на моќ, од кои центри на моќ се добиваат сите натамошни потези кои треба да бидат превземени. Ова што кажавте за атомска бомба, не се сложувам. Поголема атомска бомба беше 2 месеци пред тоа во парламентот, кога стана пратеник кој рече дека ние поставуваме знамења на наша територија. Која е таа нивна територија? Која е таа наша територија? Па тоа е спротивно на уставот. Значи ние така не можеме да ги градиме меѓуетничките добрите меѓуетнички односи. Значи почнува од парламентот, почнува од лидери на партии, почнува преку пратеници и многу лесно е национализмот да го продавате како замена за слабата економска состојба, односно безидејноста во решавање на главните прашања кои го тангираат секој човек во оваа држава. Национализам завршува по најблага варијанта со скршени глави на улица, а во најлоша варијанта со пукање или со војување, како што било 2001 година, не дај Боже. Некој не е свесен дека тоа може да се случи, сите сигнали доаѓаат. Последните посети на Филип Рикер нас не испраќа сигнали дека се значајно незадоволни од тоа што се случува во Република Македонија. Најголемиот сигнал во Балканот, вие кога доаѓаат челниците од Америка, гледате колку последни средби, односно нивни доаѓања во Балканот, ние сме изземени од нивните посети. Значи тоа е едно многу лош сигнал што кој го праќаат кон нас. Значи нешто од домашната задача не сме сработиле како што треба. Односно работите не ги водиме во права насока онаку како што треба. Добро, како експерт, како безбедносен експерт, би сакал да ми скоментирате 3 ситуации или 3 предпоставки кои се сега на маса ставени. Прво, значи излага весникот Република и вели дека нападот со јајца на македонскиот премиер во Тирана било снимено од телевизија, значи парафразирам, блиска до радикалните структури на албанските служби. Тоа е едното прашање. Второто прашање вели се инсталират или наново се користат српските стари инсталации во Република Македонија. И трето, дека радикални албански елементи од Косово се прелејани на територијата на Македонија. Имате ли одредени сознание по овие 3 точки? Можеме ли да ги скоментираме? Значи, секоја точка може да искоментираме, меѓутоа секоја точка немаме некоја голема веродостојност врз основа на што се носи таквата анализа. Значи, првиот момент на снимањето на камерата би можело да се стави во контекст дека нарачаното фрлање на јајца некој треба да го сними и да го документира. Джабе им било фрлање на јајца ако не им било документирано. Така да, таа конекција меѓу нападот на премиерот и телевизија кој го снимила може да има врска. Сега има најава дека тој што фрла јајца може да формира партија во Дебар. Значи, имаме веќе еден след на потези.
Втората варијанта која кажавте дека странски разузнавачки служби сакаат дестабилизација на Македонија, српските разузнавачки служби, дестабилизација на Македонија со цел тие да добијат како држава во делот кој ќе дојде моментот да го поделат Косово, значи да делот Косово да припојат, односно да го вратат во своите граници. Значи сепак ниту тие, ниту ние како држави може за ваквите прашања да решаваме самостојно, затоа што доколку на Балкан би се решавало вакво прашање, повторно би избувнало бурето на барутот на Балканот, што не е добро. Затоа сите овие прашања се решаваат во големите центри на моќ. Зато Брисел му прати многу строга порака на Ивица Дачич со онаа формулација која подоцна ја објаснуваше Карл Билт. А формулацијата беше дека не може да дојде до поделба на Косово, на Република Косово и Северно Косово, и после таа изјава многу остар од Брисел, Ивица Дачич на некој начин атерираше. Но прашањето е дали делови или рестлови на тие српски тајни служби можеби индивидуално работат на одредени процеси на дестабилизирање во Северно Косово, Косово, Македонија. Вака многу пати се поставувало ова прашање за интереси. Секоја земја која има интерес на свој начин ги остварува интереси нормално и преку разузнавачките служби. Меѓутоа, до такво влијание да изврши една разузнавачка служба во една земја за да ја дестабилизира од овој калибар како што се службите на Балканот, апсолутно е невозможно. Значи тие можеби да прибираат информации, меѓутоа до тој степен да ја дестабилизираат одредена држава на Балкан не се во можност. Тоа е дефинитивно. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занет. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Тојота гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центар Сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.